Ние мора да престанеме со тој наратив на историска неправда кон Македонија. Не функционира така светот. Ние мора да се снајдеме. Не може да кренеме раце да кажеме поради ова сега ние во дефанзива, па кога ќе дојдат подобри времиња, нели, прво беше ќе чекаме политичка влада нели во Бугарија. Па го чекавме Трамп, односно да дојдат републиканците. Тие карти очигледно нели се истрошија не по вина на владата, меѓутоа едноставно не се создаде контекст во кој ние може да поентираме. Се е тоа во ред. Меѓутоа што правиме сега? Вие како политичари сте одговорни да дадете не алтернатива, план, одлука. Тоа е лидерство. Ке има вето, да, нека има колку сака вето, ние мора да имаме решение. За гаранциите што ги барате, нема поддршка. Има поддршка. Има поддршка, меѓутоа таа поддршка имаме разлики во сваќањето дали таа поддршка ќе дојде по уставните измени или ние она што го сакаме да дојде пред уставните измени. Односно да биде истовремена со уставните. Па зошто тоа не е соопштено? Па затоа што сите работи не се соопштуваат веднаш. И затоа што сите работи, затоа што некои дипломатски активности се одвиваат и зад сцената. Добро, тоа го знаеме. И колку време тоа ќе го чекаме за надвор од сцената на јавна сцена да биде кажано? Добро, а што мислите, 30 години Македонија се наоѓа во состојба да чека. И вие мислите дека една година, 2 или 5 менуваат нешто?